денеска ни е ден за доктори и верувам многу совети ќе произлезат за сите оние кои што не гледаат, дека сето тоа ќе го изслушаат, сите оние прашања кои што нели секој би ги поставил, посебно тематичните, ќе се обидам да ги поставам, нели, и се со цел да некако го надминеме периодот на вируси, настинки, корона и така натаму, се она што есента си го носи сама по себе. Добро утро. Поздрав до гледачите. Драго ми е што ви имам повторно во нашата емисија и драго ми е што ќе се дружиме следниве неколку минути, се со цел нели да ги информираме граѓаните, доктор Лидија Чолакова Дервишова, да ја представиме официјално. Значи, одиме прво со она што го споменав, ќе зборуваме малку подоцна за вакцините, сезонски грип, вакцини за корона, каква е ситуацијата генерално на терен, нели, од прва рака, има ли интерес кај граѓаните да се вакцинираат и се разбира интересот за онаја сезонски грип вакцинација и корона вакцинација. Колку од граѓаните си го практикуваат тоа и кои граѓани треба? Еве, накусо вие, па малку подоцна. Она кое што можам да го кажам, да во нашите ординации, како и секоја година, во овој период е секојдневие, идат луѓе со настинки, идат луѓе со вирусни заболувања, но не е само корона, постојат нели инфлуенца, ентеровируси, значи огромна е бројката на вируси кои што нели може да го нападне човековиот организам. Затоа ние секогаш докторите велиме дека имунитетот на прво место треба да се јача, да се живее здраво, среќно, нели многу елементи влијаат на човековиот имунитет. Да се облекуваат соодветно на времето, ако е ладно, значи слоевито облекување, да пијат по еден чај барем во текот на денот, заради тоа што цревата се уште не сакаат нели ладно и котски мразови кои што ги даваат и по кафичите и нели од фрижидер пиење вода. Така да сметам дека мора да се обрне на здравјето, човекот треба да си го чува своето здравје, за после тоа нели што помалку да се оди кај доктори, да се пијат лекови, заради тоа што имунитетот е на прво место. Од пациенти препорачувам оние кои што се со хронични заболувања, нели, тие да си ја примат ова сезонска нели вакцина за грип, кој што со години веќе се практикува кај нашите пациенти. Така да сметам дека другите кои што се здрави, млади, нели не треба нели да се вакцинираат, заради тоа што да оставиме бројката на вакцини кои што во нашата држава ја носат секоја година не е соодветна на бројката на хроничари кои што сакаат да примат. Тоа се луѓето кои што се возрастна популација, тие сакаат да се вакцинираат, нели, кои што во континуит си примат. И би требало, нели? И би требало да се заштитат во однос на начинот на како да се однесува. Тука државата треба секогаш навреме да снабдува во однос на бројката, спрема мој термин, колку што може да се извади, колку имаме хронични пациенти во државата. Така да може нели соодветно да ја примат оние на кои што им е потребно. Во пракса, после примање на овие вакцини, дали целосно ги заштитуваат граѓаните или се работи за индивидуалност од човек во човек? Па различно е, можам да кажам дека во зависност нели имунитетот и болестите какви се кај луѓето, така да поголемиот дел не заболуваат, но има пациенти кои што нели секако после тоа може да се случи да добие или бактериска, нели пошто ова се вакцини кои што штитат од инфлуенца. Така да, уште еднаш ќе кажам, прво е приоритетно да работиме на нашиот имунитет, да се живее здраво, да се излегува да се прошетува, барем она го кажувам јас по 10 километри да се движи. И времето циркулацијата, времето е убаво, имаме прекрасна есен, да се внесуваат течности, топли напитоци, топло да се облекуваме и така да и малку повеќе да се работи на онаа фамилиарна среќа, нели, каде што сите оние хормони за среќа, радост, тие се тие кои што го чуваат имунитетот на човек. А на тоа забораваме. И да го споменеме, нели, во секојдневието полно со обврски. Да, сите се под стрес, сите се напнати, некако народот се помалку се смее. Да, заборавивме да се смееме, за жал. Што се несува до оние додатоци, суплементи, витамини, ги препорачувате? Да, препорачуваме. Цинкот е нешто кое што нели исто така го подига и функционира на ниво на клетка, нели го штити имуниот систем. Д-витаминот, нели, кај пациентите кои што се возрастни, кои што се исто така остеопоротични, но и влијае на имунитетот. Така да калциум, магнезиум во зависност. Тоа од прилика, нели? Да. Каква е сега моменталната слика, еве, кај вас, да речеме? Мирна, не можам да кажам. Значи, најчесто е кога се случува оној прелом од температурни разлики кои што се случуваат. Знаете, од многу жешко, од 39, преку ноќ падна температурата на 20 и нешто.
Така да, тука беше оној момент кога се поднаполнија чекалните, да речам, со луѓе кои што им беше лошо, има температури, но симптоматологијата на вирусите кои што моментално ги има во нашето поднебје се со еден ден температура, два, нели, значи не прават некои јаки компликации, така да лесно поминува. Лесно, ама не може да се пофати некако. Некој се жали на болка во коски, некој со температура, некој со диареја. Различни симптоми има. Различни симптоми, повторно ќе кажам, значи мора да се внимава, топло да се облекува, тоа е најбитно це, заради тоа што човековиот организам нели функционира негде од прилика 36,5 до 37. И сметам дека нели секој ако внимава на својата лична нели хигиена, миење раци, заради тоа што многу често се случува нели да се внесат инфекции преку раците, оние патнички проливи, шерихијата, коли. Значи најразлична симптоматологија, но не можам да кажам да се блокирани амбулантите или болниците. Таков момент не постои. Нема, фала му на Бога. Да. Кога сме кај тој период, коронава е присутна, нели малку се зборува, можеби, малку луѓе се тестираат, но дефинитивно е меѓу нас. Се научивме некако да живееме со короната, нели ги надминуваме сите тие симптоми кои што се уаат, а се поврзани со неа. Има ли статистички некакво зголемување на заразени од корона? Какви се препораките? Има ли симптоми кои што може да се издвојат, да речеме, кои што ќе не наведат на тоа дека треба да се тестираме, да се изолираме и така натаму? Знаете како, јас сум од тие доктори кои што стално велев дека прво тестот PCR-от не е специфичен, тоа може да го потврди било кој, да PCR-от се користи за лоцирање на вируси, значи и во ХИВ се прави, значи тоа може и од инфектологија да го потврдат. Никогаш не сум човек кој што би сакал паники да се прави, нити финансиски да се оптеретуваат луѓето. Ќе кажам дека се уште сме во состојба кога нема ниту никаква причина за паника, нити да ги оптеретуваме луѓето да одат по тестови, заради тоа што ние матичните ги прегледуваме сите. Од негде ми испадна некој пациент, некој му барал нели на секундарно или не знам каде, нели да биде PCR тестиран, што е исто така, тоа знам дека државата и владата донесе таква одлука дека нема потреба, нели кога заврши короната, Министерството за здравство донесе одлична одлука дека повеќе нема потреба да финансиски да се оптеретуваат луѓето. Да. И не ја гледам логиката, ако матичен доктор ги прима сите нели без тестирање, зошто нели докторот секундарно или терцијарно здравство би барал тестирање, нели? Истиот медицински факултет го имаме завршен. Јасно. А кој е вашето размислување околу мерката и мерките генерално кои што треба да се преземат? Треба ли нешто да се додаде? Во моментов имаме мерката само нели заштитна маска во здравствените домови. Мислам дека не треба ништо дополнително заради тоа што уште еднаш ќе кажам, ниту имаме блокирани болници, ниту имаме наплив на пациенти кои што не можеме да ги решиме на примарно ниво. Од Министерството имаше мали промени, односно лекарите може да даваат рецепти кои што претходно специјалисти ги издава, па да се свртиме малку на таа тема. Неколку месеци е сето тоа. Во пракса како сето тоа изгледа, дали има некакви проблеми и дали е тоа за доброто или за лошото во целиот систем здравствен? Знаете како, ние сме среќни секогаш кога Министерство за здравство и фонд ќе ни прифати нешто, заради тоа што тоа е на задоволство и на вработените во здравството и на задоволство на пациентите. Нашите барања се секогаш поврзани да му олесниме нели како на пациентот полесно да иде до лек, како да не оди низ тие здравствени лавиринти кои што веќе не функционираат, заради тоа што не достига кадар во внатрешноста на Македонија. Да. Така да, за уште еднаш ќе кажам дека тоа е на обострано задоволство, заради тоа што не дека ние не бевме стручни, не знам зошто некој некогаш измислил нели такво ниво и таков режим, ова сте стручни, ова не. Со самото завршување на медицинскиот факултет, секој доктор со својот факсимил гарантира тоа што ќе ви го даде. Да. Значи за вашето здравје и за својата професија. Така да тоа секоја рецепта, секој упут е судски документ. Јасно. Така да за мене е тоа само од помаките за пациентите и така да еве на задоволство на пациентите уште еднаш ќе повториме. Имаме право и утироксот да го дадеме, заради тоа што можевме да дадеме за ТСХ испитување, вие кој ќе видите дека некој е во хипотиреоза, како стручно лице, зошто да не му дадете веднаш утирокс, нели? И да му го лесните на пациентот животот и да ја подобрите неговата здравствена состојба. Лекови за намалување на маснотиите во крвта, кои што исто така многу се користат кај нашите пациенти, заради тоа што веќе имаме старо население кој што има повеќе болести и тоа ги превенира нивните крвни садови да не рупторираат, да нема наслаги.
лекови, кои што исто така прават голем ризик во човековото здравје. Лековите фликсотидето, каде што ни го дозволија, ние баравме и фликсоназен, но не ни го дозволија. Фликсотиде каде што пациенти имаат промени и хронични обструктивни заболувања во делот на плуќата, еве ќе се изразувам малку кои што свират во градите понародски, да може нашата публика да не разбере. Така да лекот за притисок исто така лосартанот ни беше многу потребен заради тоа што имаме голем број на пациенти кои што кашлаат од АЦ инхибитори, тоа се лизиноприли, еналаприли, и кои што текуваат од калциум антагонисти. Така да во тој случај ни беше потребен лосартанот кој што не ги прави тие негативни состојби кај пациентите. И во однос на овие други карведилолот лек кој што е за хипертензија, тоа е бета блокер кој што ако можеме да дадеме атенолол, бисопролол сме се избориле негде таму 2010 година, мислам, го баравме, така да и карведилолот, така да тоа се лекови кои што најнормално се користат. Немаше потреба да оптеретуваме луѓе интернисти, кои нашите колеги, наместо да лекуваат инфаркти, тешки состојби, белодробни едеми, емфиземи, каде што навистина на пациентот му треба нега и грижа од интернист, ние ги оптеретувавме нашите колеги со упати, со препораки, стварно не гледам, значи испаднавме со големи студии, со бројки, каде што кажавме математички, со колку непотребни упати, прво се троши фондот, второ се троши човечкиот ресурс интернист и другите наши специјалисти. Така да многу аргументи кажавме, многу министри се сменија, но еве конечно благодарно што не слушна здравствените власти, да им олесниме на пациентите и ние да намалиме администрација. Да. Она што исто така сакам да прашам е мој термин и проблемот со мој термин, односно без термин. Да. Во 5 секунди се зафаќаат кога ќе се пуштат во одреден ден, час, време, термините, и граѓаните навистина имаат проблем да закажат онаму каде што треба. Знаете како, замислата, заради тоа што сум учествувала и во креирањето на тој мој термин, замислата беше добра. Кога се осмисли тоа беше зошто некој од Гевгелија да треба да оди до Патофиза, до Скопје, за да си закаже термин. Така го ставивме, мобилниот телефон да биде контакт, така да се направи една програма на клауд и сето тоа, но некако сето тоа повторно на македонски начин се изврти и ние повторно ги полниме приватните болници наместо овдека луѓето каде што плаќале 30-40. Во државните не може да се стигне до термин. Не може да се стигне. Значи онако што ние се соочуваме со состојба кај приватни интернисти кои што се во договор со фондот или специјалисти, за 5 секунди ги снемува. Значи ние како матични доктори треба да не работиме во даден момент, треба да сме пријатели со тој специјалист, па да го прашаме во која минута и секунда ќе пушта термини, и ние тогаш не примаме пациенти и ловиме термини. Затоа велам оваквата практика треба да ја снема. Има решение за тоа? Треба да ни се прифати барањето како што го избоксувавме за нега, каде што автоматски системот ќе дава, за да не ги тераме нашите софтверски куќи, хакерски да настапуваат кон мој термин, па ние самиот систем да ни лови термини, бидејќи ова е Mission Impossible, заради тоа што навистина едноставно прави нервоза и кај нас и кај пациентите. Нас ни е криво зошто не можеме да ги услужиме, они се револтирани зошто не можат да добијат услуга, заради тоа што на пациентот му треба во моментот преглед, во моментот... А има и хитни случаеви кои што навистина не може да закажат. И другиот момент, значи не може болниците да функционираат со еден офталмолог, ако нема еден уролог, значи тоа е една состојба каде што секоја секунда може да се сруши онаа кула од карти. Да. Ќе зборуваме за кулата од карти и во следна прилика. Навистина ви благодарам, времето лета, но секогаш кога имаме што да се праша и убави теми на кои што верувам дека и корисни за нашите гледачи, секогаш е малку времето. Но ви благодарам многу за одвоеното време и следна прилика повторно ќе се видиме.